Што видовме од почетокот на Библијата? Првите проклества ги разгледавме и спомнав тогаш, сега пак ќе кажам. Значи, ако ги читате стиховите во 3 глава Битие, ќе видите дека змијата е директно проколната и земјата. Но се спомнувате некои работи на Адам и Ева, како последица на тоа проклество и падот во грев. Знаеме дека Ева ќе раѓа со мака, и не само Ева, туку и сите жени подоцна, и ќе му биде починета на мажот. Тоа го видовме што значи. А Адам со мака, труд и пот ќе си го вади лебот, така кажам. И тоа не е само случај за Адам, туку и за сите нас навака. И на крајот биле протерани од Едем. Страшна работа. Тоа навистина многу тешко им паднало. Ако се сеќавате, таму Елен Вајд кажува дури и првиот лист што се откинал од дрвото, значи смртта на еден лист, што овенал и паднал, тие жалеле многу повеќе отколку што денес луѓето жалат за своите блиски кои ќе умрат. Страшно било тоа, значи да се доживее од таков еден совршен свет и се одеднаш една страшна разлика. Да, точно. Како тоа ги погаѓало. Но Господ не ги оставил без надеж, тоа е многу битното, тука го свативме, значи во целото тоа проклество ја гледаме и Божјата милост, значи она ветување во 3.15 за семето кое што ќе дојде и ќе ја уништи змијата, злото. И видовме дека уште првата работа што ја направил Господ, нормално првен ги побарал, па кобајаги не знае кај се или што направили, ги прашува за да ги доведе до покаяние, затоа што без покаяние нема спасение. И првото нешто што го прави, ги облекува во кожите од двете жртви, први што паднале од што било јагниње или било што тогаш. Не. Да. Што пак ќе каже дека еве Господ. И веднаш гледаме уште на самиот старт не само едно големо ветување за крајот на злото некогаш во иднина, туку и дека спасението е дар. Фрлете ги тие смоквини лисја, мислам, тие и самите овенувале со текот на времето и отпаѓале, еве ја мојата праведност, еве како ќе можете да си ја покриете својата голотија. Потоа видовме, разгледавме малку случај во Броеви 5 глава за онаа горчлива вода, која што носи проклество, која што имало ефект врз прелюбницата, во случајот жена, нели беше, чија утроба ќе се подуе и ќе стане неродка, но вели ќе бидеш клета, проклета среде својот народ. И видовме дека еден таков случај Господ нашел начин како за да се разреши, мора да се разреши, затоа што тоа навистина е една ситуација која што е неодржлива, кога станува збор за, поготово за неоснована љубомора, да речеме, дали кај машка, дали кај жена. Сега тоа било постапка што веројатно било се спроведувало само над жена, меѓутоа сепак наравучението за нас денес е дека не може да се одржи една таква заедница ако е присутна љубомора и мора да се разреши ситуацијата, да се види што е што. Тоа го видовме и сега во 4 глава Битие имаме едно друго проклество. Сега може би на некои делови ќе се поклопам со, па веќе одамна беше таа проповед Каин и Авел. Кога беше? Зимовска беше. Меѓутоа акцентот Јани тогаш го стави на верата на Авел, односно неверието на Каин. Јас сега акцентот ќе оставам на проклеството кој што паднало врз Каин. Ајде да читаме, да се подсетиме. Адам ја позна својата жена Ева, 4.1, од таму почнувам, а таа зашна и го роди Каина, па рече, добив машко чедо со помош на Господа. Потоа го роди Авела, брат од Каинов, и Авел стана сточар. Пазите, она семе, она ветување, сме го спомнали тоа често пати во Битие 3.15, Ева одма се понадевала дека тоа е Каин. Измислите кој е разочарување. Пазите, колку страшен е гревот, колку за кратко време, не знаеме, немаме податок,
Ако го читаме родословието на Адам во 5 глава, родословието е со сит. Да. Не знаеме колку години имал Адам, кога го добил Каин или Авел. Ама како и да е, тоа било веројатно, не било подолго од, не знам, неколку десетици години, гревот дошол до тој степен, што првиот нивни син станал убиец. И тој го убил вториот нивни син, односно својот брат. Страшно. Но, ќе стигнеме до таму. Значи, Каин, Авел е сточар, а Каин земјоделец. И еден ден Каин му принесе на Господа жртва од плодовите на земјата, а и Авел принесе од првородените на својот добиток и од мрсното. Господ погледна милостиво на Авела и на неговата жртва, а ни поглед не сврти кон Каина и неговата жртва. Затоа Каин се налути многу и лицето му се смени. И Господ му рече на Каина: зошто си лут? Зошто ти е сменето лицето? Зашто ако работиш право, светиш од насмеаност. Ако не работиш право, гревот ти лежи пред врата, што демне врз тебе, но ти уште можеш да му се спротиставиш. Ќе го прочитам први целиот пасус, па потоа ќе. Каин пак му рече на својот брат, значи сега после известно време, ајде да излеземе, и откако се најдува во полето, значи згодна прилика, нашол, Каин скокна на брата си Авел и го уби, не знам со што и како, може со обичен камен, што и да е. Потоа Господ го праша Каина: каде е брат ти Авел? Не знам, одговори. Зар сум јас чувар на својот брат? Господ продолжи: што направи? Слушај, крвта на твојот брат вика кон мене од земјата. Зато биди проклет на земјата, што ја отвори устата, за да ја прими крвта на брата си, брата ти од твојата рака. Ќе ја обработуваш земјата, но таа веќе не ќе ти го дава својот род. Пазите, предходно Адам го доживеа ова проклетство на земјата, ќе ти раѓа и троскот и трње, ама за Каина што вели? Нема ништо да ти раѓа, ништо. А он е земјоделецот, со тоа се бави. Ништо веќе, мора да... Која е проклетството? Не само што не може да биде со оно што го добил како проклетство земјоделец, затоа што ако скиташ, не можеш да бидеш земјоделец. Можеш да бидеш сточар, номад, ајде да кажеме. Или ловец, да. Али земјоделец не можеш да бидеш. Значи, ќе обработуваш земјата, но таа веќе не ќе ти го дава својот род. Ќе бидеш вечен скитник на земјата. А Каин му рече на Господа: мојата казна е премногу тешка. Епа кај беше да мислиш, нели, предходно? За да се поднесува. Еве, денес ме тераш од плодната почва, треба да... Пази, плодна, па да, се уште била и тоа многу плодна во тоа време, почвата. Кога денеска се уште може, ете, некаде да роди така добар плод, иако е тешко, што вели Раде вчера, ако не го испраскаш, ништо нема да ти роди тешко. Денеска благословот е толку отиден, веќе го нема, ни во земјоделие, ни во ништо, не знаеме ни што јадеме. Но тогаш, вели, значи, била многу плодна и тоа како? Ако ме тераш, вика, денес од плодната почва, треба да се кријам од твоето лице и да бидам вечен скитник на земјата. Кој ќе ме најде, може да ме убие, може да ми се осветат. И Господ му рече: не, туку кој ќе го убие Каина, врз него ќе биде извршена 7-кратна одмазда. И Господ му стави знак на Каина, никој не знае каков е овој знак, за да не го убие некој кој ќе го сретне. Еве повторно Божјата милост овде. Повторно во сите овие проклетства гледаме и Божјата милост, но и ќе видиме подоцна од цитатите што значи ова. И Каин отиде од пред Господовото лице во земјата Нод, источно од Еден, и таму се насели. И потоа Каин од ова убиство и овој бунт што го имал кон Господа, всушност бунтот и гревот до таму ќе се развие, што за после, колку се 5-16 века, ќе дојде и потопот. Директна врска има тоа со Каин и Каиновата лоза.
Страшно. И сега ќе се насочиме на тоа да видиме, значи Каин е проколнат заради убиството, како не би бил. Убил човек и тоа не било кого, својот брат. Брато убиство е ова, замислите. Земјата нема да му раѓа ништо и ќе биде скитник, тоа е проклетството. Но повторно видовме милоста, значи да му го сочува животот. Како што Бог можел и Адам и Ева да ги убие одма, односно да умрат одма, ама ги сочувал. Тоа е Божјата милост, па ги облекол и во кожите и ги долго поживеале. Тоа е Божјата милост. И сега да видиме преку серија на неколку цитати од патриарси и пророци пред се, да ги видиме причините како Каин дошол до ваква ситуација. Да се поучиме и ние, да не паднеме во некое такво проклетство. И што значат некои од моментите кои што нам не е познато в овој настан, и затоа ги прочитав првин стиховите. Читам од патриарси и пророци 71 страна. Синовите на Адама, Каин и Авел, по карактер биле мощне различни. Не само што имале различни занимања и интереси, но и по карактер биле мощне различни. И веднаш, видите што? Ова се првите две деца од Адам и Ева. И знаете онаа поговорка, како што се вели обично, каков татко, таков син. Не е секојаш така. Еве гледате, од самиот почеток, првите две деца на Адам и Ева тотално се разликуваат еден од друг, а ги имаат исти родители, исто воспитување. Тотално се разликуваат. Чи не е секојаш до таткото и мајката. Синовите на Адам, значи Каин и Авел по карактер биле мощни различни. Авел бил искрено и предано верен на Бога. Во постапувањето на Творецот со паднатиот човечки род, тој видел праведност и милосрдие. Значи, тој слушнал од Адам и Ева сето на проклетство, што се случило, значи како ги истерал Господ од Едем и така натаму. Меѓутоа, тој во тоа гледа што? Ја видел Божјата праведност и милосрдие и со радост ја прифатил надежта на откупувањето. Меѓутоа, за разлика од него, Каин, негово чувство на бунт и мрморал против Бога поради проклетството изречено над земјата и над човечкиот род по Адамовиот грев. Него пред се го засегало како земјоделец, затоа што проклетството баш било над земјата. Зашто да биде така? Зашто? Како денеска што мнозина се прашуваат. Зашто е Господе ова мене? Зашто? И место да се прилепиш кон Бога, не ти го отфрлаш и стануваш бунтовник. Место да се потрудиш да разбереш зошто, ти всушност стануваш Божи непријател. На своите мисли им дозволил да се занимаваат со истото она што и сатаната го довело до пат и попуштал на желбата за самоизвишување и ја доведувал во прашање божествената правда и неговиот авторитет. Видите каде отишол? Далеко. Уште од овој цитат се гледа. Потоа вели, обајцата браќа подигнале слични олтари, се било слично, и донеле секој своја жртва. Во сообразност со упатството што ги дал Бог, Авел принел жртва од стадот. Значи, многу јасно им било на нив. Адам и Ева многу добро ги поучиле. Кој знае колку жртви тие претходно жртвувале и ги поучувале што треба и како треба. И што символизира таа жртва и така натаму. И Авел го направил тоа како што Господ барал. И сега ќе ја видиме овде сличноста на Каин како и Валам. Валам сакало да биде по него. Јас знам дека Господ не сака да го проколнам Израел, ама чекај, дај да си ја пробам среќата, може по мое. Да. Господ погледнал на Авела и на неговиот принос и од небето молснал оган, тоа баш се сеќавам, мислам дека го спомнуваше како се покажало дека ја примена неговата жртва, како и секоја што правил Господ. Оган паѓал од небото и запалил жртвата, меѓутоа Каин, не осврнувајќи се на изричната Божја заповед, принел само плодови како принос. Од небото немало никаков знак што би покажал дека неговата жртва е примена. И сега видите, Авел, како вистински брат, го молел брата си да пристапи кон Господ онака како што пропишал тој. Покај се, направи онака како што Господ вели. Дојди
дојди тука во нашата црква, во сабота ќе го славиме Бога, не оди таму во недела кај што се слави. Господ рекол во сабота. Пример сега. Но неговите молби Каин го сториле уште поупорен во неговите намери. Колку тврд бил, значи. И сега видите, ова се моменти кои што ги гледаме во сите овие текстови од Елен Вајт, за да на крајот всушност сватиме и каков е Каин и какви не треба ние да бидеме. Како постар се чувствувал премногу горд за да дозволи помладиот брат да го опоменува и ги презрел неговите совети. Кој си ти бе мене да ми кажуваш? Па ти си помал, ти треба да слушаш. Не јас тебе да те слушам. Ти вчера дојде у црква, може и така да изгледа некојаш, но вистинскиот христијанин е понизен доволно да дури од мало дете прими совет, ако е добар совет, ако е корисен. Потоа вели Каин излегол пред Бога со срце полно со незадоволство и со сомневање во ветената жртва и во потребата воопшто да се принесува жртва за грев. И тоа, Јани, ти се задржи повеќе на тоа. Неговиот принос не бил израз на кајање поради греот. Тој сметал, како и денеска мнозина што сметаат дека тоа е само доказ на слабост, да се следи точно патот што го пропишал Бог и за своето спасение потполно да се подпре врз страдањата што ги поднесе ветениот Спасител. Каин го послушал Бога само до толку што подигнал олтар и принел жртва, но тоа било само делумна послушност. Пропуштил да го стори она што било најважно, а тоа е признавање дека му е потребен Спасител. Што гледаме повторно? Духовна гордост. Што гледаме овде? На кого не му е потребен Спасител? Кој е со таков дух? Во фарисеите. Само задоволниот, да, оној кој што сака да го заработи, тој ќе го најде. Ќе го прочитаме подоцна. Што се однесува до раѓањето и до верското воспитување, обајцата браќа биле еднакви. Сега, интересно е колку многу биле еднакви и слични, а сепак многу различни на крајот. Обајцата биле грешници и обајцата признавале дека Бог со право бара од нив да му укажуваат почит и да му се молат. Според надворешните знаци, надворешно гледано, значи, нивната вера била еднаква во известна мера. Но, во она што било над тоа, внатрешноста пред се, разликата била мощна голема. Значи, надворешно, вака човечки гледано, па супер ми изгледаат и двајцата. Ама, суштинска голема разлика. Нашите престапи можат да бидат простени само со Христовите заслуги. Оние што сметаат дека Христовата крв не им е неопходна, дека со лични заслуги без божествена милост можат да стекнат небесна наклоност и одобрение, паѓаат во истата онаа заблуда во која се наоѓал и Каин. Ако не ја прифатат крвта која може да очисти, тие остануваат под осудата и клетвата. Знаете? Каиновата клетва останува над оние кои што мислат дека без божествената милост тие можат самите да си го заслужат спасението, некако да се спасат. Со патлиџани и крставици, со своји дела. Не е предвиден и не постои ниту еден друг начин човекот да се ослободи од робувањето на гревот. Не постои друг начин. Тоа е. Или земи, или остави, како е. И затоа на крајот нема да бидат спасени оние кои што не сакале да бидат спасени. На начинот кој што Господ го предвидела. Тоа е единствениот начин, за жал Господ нема повеќе начини. Тоа е. Откако бил предупреден да не продолжува, значи, ова е во 6 и 7 стих да се подсетиме. Значи, Господ му рече на Каин, Елен Вајт велика ангел, пушта Господ и вели, зошто си лут? Легитимно прашање. Зошто се налютил? Затоа што знае Господ дека прима крвна жртва, ама не он по свое. Не бе? Зашто? И после кога видел дека неговата жртва не е примена, сега е лут. Значи завист, завидлив сега. Зошто ти е сменето лицето? Зашто ако работиш право, светиш од насмеаност. Значи по ликот се ти се познава дека нешто не е во ред. А ако не работиш право, гревот ти лежи пред врата. Значи пред вратата ти е. Тука е. Значи, ама има уште шанси да се спротиставиш. Господ го предупредува, Господ знае, Господ му ги чита, мислите во кој правец веќе тргнал. И
можел да направи избор, меѓутоа премногу е тврд. Премногу е тврд, ќе видиме како можело, јас се прашувам, меѓутоа тоа само покажува колку гревот е страшен. Како можело уште на почетокот до овде да дојде работата? Брата да убие. Како можело? А овде има уште се уште, да, меѓутоа, сепак, Каин можел, вели, да бира и слободно да реши и да се определи. Нормално, слободна воља. Кога би имал доверба во заслугите на ветениот Спасител и кога би бил готов да ги прифати Божите бариња, би можел и да се радува на неговата милост, но бидејќи тврдоглаво останал во своето неверство и престап, неговата жалба што била отфрнена од Бога била неоснована. Целосно неоснована. И овде се уште има време да се покае, да се врати назад, да ги отргне тие мисли, таа лутина, злоба, како, зошто губи, како вели прво Јованово ли беше? Зошто губи? Затоа што делата му беа добри на Авела, а на овој зли. Без основа, меѓутоа тоа е тоа. Тоа се тие две класи, што вели во исто сличен цитат овде во Патриарх Елен Вајд, кои што ќе постојат до крајот на времето. И Каиновците ќе ги гонат и ќе ги убиваат доколку Господ дозволи, и Авеловците. Вели, разумот и совеста му зборувале дека Авел е во право. Че разумот му вели, па нормално, значи и Адам и Ева цело време ги поучувале како треба, што треба, како се принесува жртва, каква жртва. Но се лутел што оној кој обично му се покорувал, имајте се, ова е исто многу клучно, оној кој што вообичаено му се покорувал, се осмелил да му се спротистави и што кај него не наишел на согласност во своето противење и во бунтот против Бога. Значи, тој се лутел зашто Авел не му се приклучил на него во бунтот против Бога. И обично му се покорувал, ама сега не. Значи, на што бил научен Каин? Да му се покоруваат. Да има контрола, да командува, да кажем така. Каин гонет од лошиот дух, кога видел дека не може да господари, уште еден момент исто, кога видел дека не може да господари над Авела, толку многу се расрдил на него, што му го зел животот. Но што е подсеќава? Еве што вели Елен Вајд. Тоа е истиот оној дух кој за Христовите ученици подигнал справи за мачење и подпалувал пламен на клади ни сите векови. Духот на папството. Да господари на твојата совест, сите свирепости и грозомори што морале да ги поднесат Христовите следбеници биле поттикнати и предизвикани од сатаната и од неговите лоши ангели, затоа што не можеле да ги присилат да ја прифатат нивната власт. Тоа е, вели, бес на поразениот непријател. И ако останеме, се надевам дека сме Авеловци, ако останеме Авеловци, ова не очекува. Ке бидеме трн во нивните очи, затоа што нема да можат да не присилат, да не клекнат, како Седрак Мисига веднага ми доаѓаат сега во мислите. Не може да ги клекнат пред кипот. Каин, како убиец, набрегу бил повикан да одговара за своето злоство. И сега видите, интересно и овој цитат многу кажува. Господ му рече на Каина, каде е брат ти Авел? И што одговара тој? Лаже. Го лаже Господа. Како може? Ова е уште на самиот старт. Како може? Авел не е свесен дека Господ све знае. Се извинувам, Каин. Па и Јавел бил свесен секако. Секој од нас како христијани, ако веруваме дека Господ се гледа, се знае, како можеме ние да се дозволиме ние да лажеме некојаш? Како ние можеме да се дозволиме да правиме некои работи, како Господ се знае, се гледа? Знаете ли која е причината за Каина? Еве ќе прочитаме. Тој одговара, не знам, зар сум јас чувар на мојот брат. Ова е срамно, мислам, вториот дел. Што ме гајле мене за брат ми. Страшно. Та сам за себе ќе си бери гајле.
Каин, сега внимајте, Каин во толкава мера потонал во грев. Кога бе успеа? Кога бе уште на самиот почеток ово човештвото? Каин во толкава мера потонал во грев, што наполно го загубил чувството и свеста дека Бог насекаде е присутен и дека се гледа и се знае. Видите ли што е работата? Некогаш не можеш да сватиш како може толку да лаже човекот. Причината е затоа што е толку многу потонат во својот грев, што го нема чувството, го изгубил чувството тој. Мене може ми е чудно, тебе ти е чудно, ама не е чудно воопшто, он е потонат во гревот. И го изгубил тоа чувство и свеста дека Бог се гледа и се знае. Страшно. Значи не се случило едноставно тоа убиство, сега се налютил и готово. Не, уште на самиот старт, поучувани од Адам и Ева во вистината и така натаму. И вели се послужил со лага за да ја оправда својата вина. Значи после едниот грев, па доаѓа друг. И ако сакаш да се правдаш, ќе влегуваш и во трети, четврти место да се покаеш, ќе навлегуваш се подлабоко во гревот. И ете зошто, пак може да кажеме за 15 века само период, дошло ситуацијата до тој момент да Господ, како беше, се покаја под наводници, затоа што го создаде човечкиот род и реши да ги истреби, да ги уништи. Затоа што сите мисли им беа зли, замислите си ситуација. Сите мисли им беа зли. Имаш човек кој што ни во секунда од своето време и живот не помислил нешто добро. Се што мисли е зло. Страшно. Ама еве, Каин уште на почетокот толку многу потонал во гревот. И се вели другиот цитат. Иако Каин за своето злословство заслужил смртна казна, милостивиот Творец му го поштил животот и му дал можност да се покае. Се уште имал време да се кае. Мислам, предходно имал шанса да се размисли, да не го направи убиството, сега Господ му дава шанса да се покае, но Каин живеел само затоа за уште повеќе да му се стврдне срцето, за уште поупорно да му се противи на Божиот авторитет и да стане поглавица овде вели, на цела низа дрски и развратни грешници. Под водство на сатаната, овој отпадник представува искушение и за другите, а неговиот пример и влијание вршеле понижувачко дејство и воделе во разврат и порок доека земјата не се расипала и не се исполнила со насилство во толкава мера што морала да биде уништена. И сега интересно е знакот на Каин. Еднаш држав проповед, баш така се викаше знакот на Каин, ако се сеќавате, пред многу години, можда 10 години има, кај што баш бев насочен на ова. Што представува знакот не знаеме, значи каков бил тоа видлив знак. Веројатно бил некако видлив, затоа што луѓето требало да го препознаат за да не го убијат, нели? Да му биде сочуван како овие хиндусите. Не знаеме. Но видите што вели Елен Вајд, со тоа што му го поштил животот на Каин, како бе Бог на светот му дал пример што ќе се случува ако на грешникот му дозволи да оди по својот пат на незауздана расипаност. По влијание на Каиновата наука и на неговиот пример и илјадници, негови потомци биле наведени на грев. И затоа расипаноста дошла до тој степен. Од милост кон светот, Бог во времето на Ное, денеска мислам и упуката се спомна, од милост кон светот, Бог во времето на Ное ги уништил неговите расипани жители. Од милост кон светот, кон другите. Од милост ги уништил грешните жители на Содом. Пуката. Со измамничката моќ на сатаната престапниците уживаат сочувство и воскит и така постојано ги наведуваат другите на бунт. Така било во деновите на Каина и Ное, како и во времето на Авраме и Лота, така и во нашите денови. Само од милост кон вселената на крај Бог ги уништи оние што ја отфрлат неговата милост. Значи, Каин требало да биде како пример. Што значи? Еве, ја ако го оставам, Господ ако го оставам во живот овој злобник, овој грешник, што ќе се случи? Ете што се случило. Потоп, после 1500 години. И сега видовте дека она што провејува некако низ цитатите е она карактеристика на Каин, да сака да владее, да сака да има власт, значи да контролира и така натаму. Па е луд ако не го послушаат. Видите што вели Елен Вајд во манускрипт, еден од своите рачни ракописи,
или до 911 година запишано. Ова е, мислам, единствениот цитат кој што нешто што е во врска со црковни односи, значи на вернички односи и така натаму, што има врска со Каиновиот знак. И уште веднаш станува појасно што е тој Каинов знак и една од главните карактеристики на Каина кој што го довеле до таков пад. Секој човек, било да е проповедник или обичен член на црквата, кој тежнее да го присили или да владее со разумот на другите, станува сатански агент. Врши негово дело и во очите на небесната вселена го носи Каиновиот знак. Јасно е? Секој оној кој што со сила сака да присили на другиот, да владее со неговиот разум, со неговата совест, свест, станува сатански агент и го носи пред очите на вселената Каиновиот знак. И сега знаеме Откровение, ако читаме 13 глава, 15 и 16 стих таму некаде, што е целта на новиот светски поредок, што е целта на вториот, првиот звер, иконата на зверот, се кажате таму. Да владеат со совеста на другите, сите ним да им се клањаат, на зверот, на иконата на зверот, како и во Дура едно време. Значи, жигот на зверот, можеме да кажеме, и Каиновиот знак се на некој начин брат и сестра. Или, така може да кажем. Точно, баш така. И ќе сакаат да го наметнат, значи, своето владење над секоја слободарска и слободна душа, затоа што Господ е тој кој што дава слободна волја и слободна вероисповест, меѓутоа идат времиња и денови кога нема веќе да има слобода на вероисповест, па дури и во Америка, затоа што таму ќе биде направена иконата на зверот. Она држава која што беше, и ајде да кажем, може и се уште е пример за слобода на говор, на вероисповест и се. Мора, значи, да научиме од овој пример проклетството кој што било фрлено врз Каин, кој што станал убиец, но видите, значи, кои се тие карактеристики негови, сакав тоа да го видиме, што довело до ваков трагичен исход, за да се преиспитаме и самите себе, колку наликуваме на Авел, а колку на Каини и каде може да завршиме и ние, не дај Боже. Че мора да се научиме да се откажеме од своето, да раскрстиме со она сакам да биде по мое. Ја како што ќе кажам, така. Тоа е Каинова карактеристика. На мој начин, I did it my way, како беше Франк Синатра. Или it's my life. Да. Ја ќе си го живеам животот како што сакам, тоа е мој живот, на мој начин. Така учи ѓаволот денеска, и младина, и стари, и сите. И така и ги уништува. Не. Интересно е, кога отскоро, ви кажував на некој во средата, мислам една среда, кога паднавме на муабет со Марија, тоа е сопругата на Ник, индиецот, кај што често пати јас и Јани знаеме да земеме по нешто оброк. И кога кажува за саботата, они веднаш ме праша, знае, мислам од старт дека сум пастор и така натаму во Адвентистичка црква и викам саботата кај нас е свет ден и ние не купуваме ништо, не продаваме и така натаму. Ние вика у среда не купуваме ништо. И сега ми дојде чудно, викам, кој петок, кој недела, кој среда, дури среда имала, ама само сабота не. Само Господ како што кажал не, на наш начин, ние ќе си најдеме друг ден, ама не сабота. Значи, страшна работа, како ѓаво. Свој леп ќе јадеме, така, 7 жени ќе се фатат за еден маж. Исаија 4 глава, да, првите стихови. Во ред, мислам, не го спорам тоа, него сакам да кажам, сите си нашле некој свој начин и сите мислат дека тоа е начинот за спасение. Еден е патот. Вистината е една. Па, малку е тешко со таа источна религија, знаете, меѓутоа како и да ете, Господ може би ќе најде начин
како да се допре до нив, иако се многу искрени и добри души. Ова не сум ја кажал, значи имаше еден ден, тоа беше петок, кој јас им порачав нешто, оброк, дали беше од тој оризу што го прават со зеленчук, убав. И за во 11 часот беше порачката, као да биде готова, кога јас наминувам и затвориле катанец, све, за темното ги нема никаде. Што се случило? И одма сватив дека нешто се случило лошо, веројатно, они се ностоп 10 сати, секој ден работат во дуќенот, да кажем, во сендвичарата, мажот и жената. И викам, нешто се случило. Им задзвонив еднаш на телефонот, не ми подигна, викам, што се случило, не знам. Тој, следниот ден во саботата, меѓутоа ја кај да го слушам, значи нема звонче црквата, за жал, порано имаше. Ја веќе сум бил горе, после служба, негде 1 часот, може и сум прилегнал, дошол со оброкот, со оно што ја го наречав за во петок, да ми го носи. И чукал тука по вратите, не знам што, не можам да ме одвика. И тоа така, да ми го даде, без пари, значи да се извинат за претходниот ден. И кога јас тамо, не знам кој ден после тоа отидов, кај си ти, вика, па ние те баравме, па ја доаѓав у црква, чукав, тропав, викам, не сум те слушнал, извини, стварно. Сега викаш, се што ќе нарачаш, без пари ќе биде. Зашто? Зашто, викам, зашто? Па не сте вие виновни, што се случило? Мајка и на Марија се лизнала, паднала у двор, добра била, сепак ништо посебно. Зашто па да, не викам па сега, добро, ај ќе нарачам само ориз. Јас сега скромен да бидам, да не ги оштетам многу. И ајде за 15 минути, доаѓаме за 15 минути, ми спакували парче пица и ориз. И сега ја не можев, не секав да коментирам повеќе, значи викам, ајде сега, битнало што битнало. Сакав само да кажам, да покажам колку се, значи, добри души и дури неколку пати после тоа пак ми се извинуваше. За тој случај, иако не се винувам, меѓутоа, ете, тоа се добри души кои што може, има простор за Господ да работи кај нив и секако знаеме ние дека на крајот Господ ќе собере мнозина од сите деноминации буквално, но тоа ќе бидат авеловци, оние кои што ќе сватат и ќе знаат дека треба да го почитуваат Господа како што тој пропиша, како што тој сака. Секако не каиновци. Нека Господ ни помогне да бидеме во секој смисол во животот благословени, никако да не размислуваме, ама еве, морав се фатив со таа тема за проклетствата, за да научиме нешто и од тоа. Но ако сме му послушни на Бога, пак ќе кажам, Словото е јасно, тука се благословите. Нека Господ сите не благослови и нека не благослови понатоми и еве да се молиме и се надевам дека од настанот кој што следи со братот ќе имаме и ќе примеме благослов не само ние туку ете и некоја душа плюс што ќе дојде. Слава нека му е на Бога. Амин.